Овој ден со златни букви е запишан не само во историјата и во историските документи, туку и во срцето на сите што ја сакаат Република Северна Македонија. Сега е прилика да се потсетиме за настаните што се случувале на овој светол ден на 11 октомври 1941 година. Треба да ги чуваме и негуваме придобивките од народнослободителната и антифашистичката војна 41-45, бидејќи со нив можеме да се гордееме, да ја чуваме и да ја браниме нашата Република Северна Македонија. Беа создадени услови во текот на месец октомври да се формираат двата партизански одреди, тоа се Козјачкиот и Карадачкиот револуционерен округ. Значи на 11 октомври 1941 година, под многу тежнати и сложени временски услови, борците на двата одреда се собраа кај местноста викана Менкова колиба, тоест Карадачкиот одред и кај местноста Студена вода во однос на Козјачкиот одред. Основната задача на борците била да го информираат населението за состојбите под бугарската окупација и да го повикат на заедничка борба против фашизмот до негово конечно ослободување на нашата земја. Меѓутоа, поради непријатното дејствување на домашните предавници, недоволното искуство и познавање на партизанскиот начин на војување, одредени беа многу борци откриени. На 14 октомври 1941 година во утринските часови во село Белановце од страна на многу добро бројно вооружена бугарска војска беше нападнат и разбиен Карадачкиот партизански одред. Поголем дел од неговите борци биле убиени, а останатите биле заробени. Козјачкиот партизански одред на 14 октомври 1941 година ненадено се судри со бугарската војска и полиција во селото Малотино, при што одредот беше разбиен, неколку борци загинаа, поголем дел беа заробени и спроведени во Куманово. Оваа борба донесе голем број на жртви, каде што 373 жртви имаше на фашистичкиот терор и 455 борци кои го дадоа својот живот за слободна Македонија.